Некој неочекувано ќе се помири со тебе. Добре дојдовте на Уналум Тарот канал. Денеска поставена љубовна тема. Некој една персона неочекувано ќе се помири со тебе. Па да видиме и да ги прашаме картичките која е таа персона која неочекувано ќе се помири со тебе. Ајде да видиме што ќе ни кажат картичките за денеска. Која е оваа персона која неочекувано ќе се помири со тебе. Ви благодарам на сите што влегувате на мојот канал со енергии. Ви благодарам на сите што се преплатувате на мојот канал. Од се срце ви се заблагодарувам на сите вас кои ви интересираат моите видеа, што лајкувате, оставате коментари. Ви испреќам добра енергија, позитивна енергија и очекувам за водврт од вас, вашата енергија, за да присликам преку картичките и да ви дадам што по-конкретни и по-интересни информации што би ве интересирало. Денешна тема: некој неочекувано ќе се помири со тебе. Кој е тој? Кој е тоа лице? Ајде да видиме. Го молам универзумот за јасни одговори. Јасен одговор. Да. Ова е персона која може би сте ја заборавиле, а може би и не. Оваа персона во твојот живот била премногу важна, но се случило момент на некое незадоволство или поради работен однос да има заминато од вашиот живот авторитативна личност, значи изградена мажевна енергија или женствена енергија, авторитативна личност. Земете вие во свој род. Јас исчитувам картички, ова се енергетски картици кои даваат енергии, доловуваат енергии и јас земам во мој род, бидејќи сум женско, а вие само мажи што ме гледате, само префрлете во свој род. Значи, оваа персона е авторитативна личност. Во минатото заминала од вашиот живот, дали поради работен однос, дали поради емотивна незрелост. Повторно се враќа во вашиот живот и неочекувано ќе се помири со вас. Значи, на најнеочекуван начин, кога нештата се стивнати, кога се нештата заборавени во вашиот живот, таа персона ќе се смири со тебе. Значи, ќе се смири со тебе. Ајде да видиме што ќе ни кажат овие други картички. Да видиме нешто по-конкретно, по-емотивно од оваа персона. Да видиме зашто неочекувано ќе се смири со вас.
ќе се смири со тебе. Персоната е авторитативна личност, постара персона е. Значи некака изградена, емотивно стабилна. Премногу размислува. Да, ова е личност која од минатото, најверојатно некој што побегнал од вашиот живот, ви го скршил срцето, но оваа личност нема премногу време, му очукува часот за да направи нешто во врска со вас. Тој се уште има емоции за вас. Зашто побегнал? Затоа што е егоистична особа. Значи, особа која мислела дека се врти околу него, дека цел живот е само за него и на тој начин и побегнал од вас. Наверојатно, вие сте биле како огледало на него, значи сте му укажувале на некои моменти во изминато, во прошлоста, и сега тој неочекувано ќе се помери со вас затоа што се уште има емоции за вас. И не само емоции. Овој човек ве манифестира, наверојатно сака и да ви каже дека оваа персона сака да ви каже каде сгрешила, зашто сгрешила, која била причината на самото одење и заменување од вашиот живот. Значи, буквално ве скршил оваа персона. Значи, оваа персона буквално ве скршила. Срцето ви го скршила. До времето се менува. Оваа персона нема премногу време. Да. Се враќа во вашиот живот. Оваа персона неочекувано ќе се помири со вас, значи ќе се смири со тебе. Оваа личност е на пат према тебе. Оваа личност сака да изгради ново нешто со вас. Значи, или едноставно таму каде што застанала, повторно да продолжи, не со исто темпо, во ново светло, и едноставно сака да ви возврати за нешто што на тебе ти беше потребно, најпотребно, кога ве остави, кога те остави. Едноставно, ајде да видим уште една картичка. Оваа личност неочекувано ќе се помири со тебе. Да, ќе имате понуда за брак, најверојатно се работи или за вашиот брачен партнер, може би сте разведена личност, па сега повторно ќе бара да се помири со вас, или пак сте биле во некоја љубовна врска и сега со подолг прекин повторно ќе дојде до помирување, неочекувано помирување, и ќе ви биде понудено унија. Дали ќе биде заеднички живот, дали ќе биде брак. Значи, се што ветил претходно, што не реализирал, ова лице сега ќе реализира, бидејќи
едноставно вие не сте го отпуштиле ова лице се уште, едноставно сте во бесконечна љубов за него. Имате бесконечна љубов и се осеќате со душите. Значи, вие сте душевно поврзани. Колку и да не сте заедно со ова лице, вие сте душевно поврзани. Значи, едноставно, ова лице вие како огледало на вашата душа и вие сте огледало со вашата душа на ова лице. Значи, авторитативна личност, егоистична, егоцентрична, но сето тоа паѓа во вода, затоа што неговиот часовник више отчукува и затоа ќе дојде неочекувано, ќе се помири со вас или ќе побара помирување со вас, затоа што ви должи едно огромно извинување, затоа што ви го скршил срцето. И сепак, да ви кажам дека ова лице е вашата сродна душа. Значи, вие имате една раскинлива поврзаност со ова лице. Сите работи ќе си ги расчистите кога ќе дојде до помирување, а ќе дојде. Затоа што картичките ме повикаа енергетски да го направам ова видео, за да ви посочам дека нешто ќе се случи најверојатно овој викенд. Доколку не се случи овој викенд, ќе се случи во наредниот период до крај на овој месец. Така да ова лице ќе бара или ќе мора да прифатите помирување со него, за да ги разјасните нештата околу збиднувањата од претходно. Значи, ова не е само сегашно време, ова е од изминато време и поминати се многу години во скршеност, во чувство на изгубеност. И двајцата сте се чувствувале така, но ова лице сега неочекувано ќе се помири со тебе. Без разлика кој да ме слуша, кој да го гледа ова видео, ова важи за тебе, за вас. Ајде да видиме сега хороскопски знак, кои се доминантни хороскопски знаци за ова читање, за оваа порака на љубовен план. Ова лице има да ви каже некоја вистина, да се отчита пред вас буквално, да се отвори, бидејќи во претходниот период бил многу затворен, но никогаш не ве отпуштил со срцето и со душата, бидејќи вие сте од универзумот поврзани, ова лице е вашата сродна душа, а истото и вие го доживувате како такво. Со тешка болка и со скршено срце се уште го едноставно сакате да ви се разјаснат некои работи од ова лице и затоа ќе дојде до неочекувано помирување со ова лице. Ајде да видиме која е оваа картичка. Да. Водени знаци доминантни, значи земете вам како ви одговара. Доминантни водени знаци, Риба, Рак, Шкорпија. Ајде сега. Уште едно, две излезе. Овен, као доминантен знак. Вага. Земете знак, подзнак Месец или Венера. Може да биде и за вас, може и да биде за персоната. Важно. Лав, Риба, Јарец и Шкорпија уште еднаш како. Значи имаме доминантни знаци на оваа персона или за вас доминантни знаци.
водени знаци, риба, рак, шкорпија, овен, вага, лав, риба, јарец и шкорпија уште еднашка, значи два доминантни знака од водени знаци, риба и шкорпија. Имате овен, лав, јарец и вага. Ајде да видиме сега што би ви кажала пред да стапи до померување ова личност, ова лице. Што да очекувате? Како такво и да видиме некои броеви, може ќе бидат битни за вас. Значи, ова лице ви должи комплетно извинување. Во значење 10 кам бројот и ова лице ти кажува, ти ме правиш мене, ме исполнуваш. Значи, ме исполнуваш. Ти ми правиш исполнување. You make my heart full. Значи, ми правиш срцето да ми биде полно. 10 значење може да е во 10 месец роден, може да е 10 овој месец или некој нареден месец роден, како датумски месец, како датум во месецот. Може да е куќен број, може да е негов или ваш умилен 10 број. Јас посакувам, јас сакам свеж старт со тебе. Значи, сака свеж старт со тебе. 1 во значење, како број. Ајде да видиме. Ова лице во претходниот период се случила некоја грешка помеѓу вас двајца, наверојатно дошло до прељуба, но не мора да значи, ја мислам дека е повеќе зарадата. Да. Значи, дефинитивно, сака померување со вас и ќе дојде до померување со вас. Значи, свеж старт. Сака свеж старт со вас. 2 во значење. Мојот живот отпочна кога те сретнав тебе. Мојот живот почна кога те сретнав тебе. Најверојатно и така. 2. Бројот 2 може да е 10 втори роден, може да е втори 10 роден, може да е втори први роден, може да е први втори роден. Земете вам како ви одговара. Може да е 12 10 роден, може да е 10 12 роден. Ајде да видим уште некоја порака, еве. Да. Дефинитивно оваа персона ви дава целосна љубов, има целосна сплотеност околу вас, значи ќе добиете се она што сте очекувале од оваа персона. Што не ви било возвратено во минатото, сега доаѓа и со помирувањето, ќе доживеете се она што треба да доживеете, значи емоционална личност, дефинитивно, најверојатно има подзнак во некој од водените знаци, тие се вистински емоционални особи. 3. Твоето семејство, мислам, твоето семејство не ме поддржува, не ме сака, но ова најверојатно е за претходно што се случило.
тој така мисли. И 3, како 3 број. Грешна перцепција. Значи нешто грешно имал во себе. Уште една порака вика, јас мислам дека треба да се гледаме и со други луѓе. И повторно 3. Ајде уште една за крај. Ти веќе знаеш. Значи овдека се работи за прелюба, но више се знае, се познава, така да вие ќе добиете се од оваа персона. Оваа персона во минатото многу ве повредила, буквално срцето ви го скршила, но неочекувано ќе дојде до помирување помеѓу тебе и него. И доколку ги прашаме картичките за совет, јас би ви кажала дека советот више ви е даден, оваа персона ви е од голема важност за вас. Вие ќе се помирите со оваа персона, бидејќи имате нераскинлива врска. Значи, нераскинлива врска. Каде и да сте, со кого и да сте, вие повторно ќе мислите на него и тој на вас. Од страна ќе ве поддржува, ќе ви дава енергија, без разлика колку и да ве повредил. И оваа љубов, вие што ја последувате за него и тој за вас, е бесконечна љубов. Значи, оваа особа ве чувствува со неговата душа, ви ги чувствува сите енергии и вие од него. Така да ќе дојде до помирување, до неочекувано помирување. Дали ќе влезете повторно, ако сте разведени од оваа персона, дали ќе влезете повторно во брак со него, или пак ќе направите некој договор за унија, за живење заедничко, тоа ќе остане на вам, вие да размислите, но неочекувано ќе ви следува помирување со оваа персона, со оваа личност. Авторитативна личност, премногу егоистична, егоцентрична, но многу поткована, еманципирана, премногу патува, премногу има искуство од животот и едноставно оваа личност сваќа дека не може да ве отпушти и дека вие сте таа персона за него. Ќе дојде до неочекувано помирување, поради тоа што треба да ви соопшти детај, вистина од прошлоста што се случила и зашто ве повредил. Ова личност ве сака, ве почитува, ве цени и вие сте се за него. Значи, тој го отпочнал неговиот живот од кога ве сретнал вас. Така и потврдија картичките. Така да, јас ви посакувам многу љубов, да бидете љубени, да љубите
и се гледаме во некое друго видео.